Ултимативен рок до утре, до 14 часот им дадува земјоделците од Овчеполието на одговорните од Министерството за земјоделие да дојдат и да го решат проблемот со непродолжените договори за користење на државно земјоделско земјиште. Е донесено заклучок да ги повикаме од министерот на земјоделие да дојде и да ни објасни ситуацијата во која се наваѓаме, кои се раскинати договорите. Од кабинетот на министерот за земјоделие Љупчо Николовски имаат објаснување зошто овие договори не се продолжени и како проблемот ќе се реши. Како министерство, излеговме во пресрет на земјоделците и на 13 февруари владата усвои измена на уредба на директни плаќања, што подразбира тие да имаат право на субвенции во месеците на изборен процес. Остана само техничка измена во Законот за земјоделско земјиште, која по итна постапка се наоѓа во собранието и со која земјоделците што имаат истечен договор да не бидат бришани од ЕРЗС системот. За жал, овие измени ги блокираат пратениците од опозицијата. Стои во дописот на Министерството за земјоделие. Без оглед на ова, министерот Николовски ќе одговори на повикот на земјоделците и со нив на средба ќе се појави уште во 11 часот, потврдија од кабинетот. Доколку ветувањата останат празни и од земјоделие не се појават, во четврток Свети Николе ќе биде блокирано од сите страни. Доколку не дојде, ќе имаме протест. Мирен протест ќе имаме во четврток во 10 саат. Ќе има блокирање на патиштата и ќе има блокирање на центарот на Свети Николе. Доколку не дојдат до среда до 2 саат. Доколку ќе трае протестот, дали ќе биде еден ден или? Не, протестот ќе трае повеќе денот ќе биде. Повеќе денот, додека не се реше проблем. Најавата за блокади доаѓа по синоќешниот работен состанок на Сдруженијето Овчеполски фармер. Со проблемот во моментов се засегнати 88 земјоделци, а од вкупно 520 кои имаат склучено договори со државата за користење на државно земјиште.